Зошто ги сакам животните? Кое милениче е соодветно за во мојот дом? Како да препознаам ако моето милениче не е добро? И други прашања поврзани со чување и грижа за животните беа тема на дискусија на работилницата во Основното училиште Стив Наумов, каде Сдруженијето за заштита на животни Мали херои, ветеринар и презентација на миленици од страна на ученици кои чуваат миленици одговараа. По повод патрониот празник на нашето училиште Стив Наумов, имаме целонеделни активности. Денес почнуваме за заштита на животните или нашето мото е зошто ги сакам животните. Тука имаме една работилница каде што е викнат и ветеринарен доктор кој ќе одржи предавање зошто треба да ги сакаме и чуваме животните. Ке имаме и донирање на храна во Сдруженијето за заштита на животни Мали херои. Се нас е едно одлично дружење, малце и дечината и учениците да ги запознаат што поблиску животните и да научат некои особини за нив кои не ги знаеле. Исто така имаме и дел од учениците кои чуваат животни, кои сигурно ви се представија зошто ги сакаат и зошто ги чуваат. Се смета дека доколку навиката за сакање и грижа на животните се стекне од мали нозе, таа останува трајна до крајот на животот. Јас сум Леона Валчевска, учам во Стив Наумов училиштето. Сум четврто Г одделение, мојата наставничка се вика Диана Христовска. Моето милениче се вика Хули и е од раса пенекинезер. Тоа е заедничко милениче со мојата братучетка Марија. Јас се викам Фросина Богдановска, ученичка во четврто Г одделение, Основното училиште Стив Наумов Битола. Јас и моите родители сме големи љубители на домашни миленичиња. Сега ќе ви презентирам како се грижам за моите вонни жолчиња. Едното се вика Божо, а другото се вика Божана. Ги храниме еднаш денка за специјална храна за жолчиња, а водата од аквариумот ја менуваме сакош која не е чиста. Кога ќе ден ги чуваме на балкон, бидејќи многу сакаат сонце и топлина. Јас многу ги сакам моите жолчиња и сакош ќе се грижам за нив. Јас сум Стефан Петровски. Денес ќе ги презентирам моите миленичи на Коко и Кика. Тие се тигрици. Тигрицата е мал папагал со долг копаш. Ги хранам со семе, просо и понекогаш овош и зеленчук. Пример јаболко, морков и друга. Тоа потекнува од Австралија. Можеш да го најдеш во сина, бела, зелена и сива боја. Покрај храната треба да има и свежа вода. Тигрицата представува музикално животно чија песна е многу гласна. Во кафезот покрај храна и вода треба да има и предмети за занимација. Пример крлешка, гранчина и огледало. Моите папагали живеат во поголем кафес на мојот балкон, каде што имаат доволно место за дружење. Учесниците на оваа работилница истакнаа дека едукацијата е важен сегмент за децата кога станува збор за одгледување и грижа на миленици и секако љубов кон животните. Денес ќе одржиме едно кратко предавање зошто треба да имаат миленик нашите деца и тоа од најмала возраст, кои се одговорностите кои ги носи самиот миленик, како треба да се справиме со него, колку често прошетките, навиките со него, нивната хигиена, нивниот начин на живот и кои се болестите, како да препознаеме кога нашето животно нешто не е во ред и да се одлучиме за кој миленик да го одбериме како наше милениче. Задоволни сме од соработката со училиштето Стив Наумов и секако дечињата сме многу задоволни бидејќи со голема желба, со голем ентузијазам се дојдени тука буквално со своето милениче за да го представат и самите тие се представат, да ги представат неговите навики, што им прават, како го шетаат, како се грижат за него и така натаму. Денешната работилница во Основното училиште Стив Наумов е во организација и барање на наставниот кадар, а по повод одбележување на патрониот празник.